Признание за највисоко рангиран научно-истражувачки труд од областа на медицината за 2022 година, објавен во меѓународното списание Патологија за мозок. Еве го списанието, го имам тука во моите раце, доделено од Македонското лекарско друштво по повод 7 април, Светскиот ден на здравието. Добро утро за доцент доктор Владимир Ендевски, специјалист неврохирург, со кој што ќе поразговараме за оваа убава тема. Добро утро, доктор, и добре ни дојдовте. Добро утро и добро венајде. Прво да честитам и веднаш што првото прашање, која е тајната да се напише и да биде прифатен еден научен труд во вакво престижно медицинско списание? За еден научен труд практично нема тајна, меѓутоа како лекар, меѓутоа и како научници не само во медицината, туку и во сите области, пред се во изработката на еден научен труд треба да се има актуелност, што значи треба да се обработи фокусот, да се стави на актуелна проблематика. Од исклучително значење за секој научник пред се да се има честност. Значи треба научниот труд да пристапиме, да се работи со вистински резултати, со вистински параметри. Понатамо треба да се користи правилна и адекватна статистика за тие резултати да бидат адекватно и прикажани. Бидејќи може да изработите одлична научна студија, да бидат земени во предвид голем број податоци, да бидат искористени некои скапи методи, а со лоша статистика да не се прикажат добро резултатите. Така што представува една сеопфатност, во секој исто така треба да бидат и цитирани актуелни списанија, значи нашите резултати треба да бидат компарирани со некои слични истражувања од таа тематика. Во медицината исто така не мора да биде некогаш само нешто убаво прикажано. Има работи кои што за жал знаеме дека се дел од различни компликации и тие работи треба честно да се прикажат или во форма на приказ на случаи, кейс репортови или во некоја серија, значи и доброто и лошото треба да го прикажеме со цел да се извлече некоја поука. Поука, да, и да се подобруваат работите. Какво значење има овој научно-истражувачки труд од научен аспект за вас, за тимот, за клиниката за неврохирургија и воопшто за медицинскиот факултет Скопје? Ке кажам дека за да се објави еден труд во реномирано списание, односно со списание со повисок импакт фактор или фактор на влијание, треба да се исполнат одредени критериуми. На почеток ќе спомнам дека факторот на влијание воведен е негде во 70-тите години од минатиот век од научникот Јуџин Гарфилд, кој што бил представник на Институтот за научни информации од Филаделфија. Подосна превземен е овој институт од познатиот публикувачки гигант Томсон и Ројтерс. Во суштина, импакт факторот представува еден количник, еден однос многу едноставен, кој што го прикажува бројот на цитати од актуелната година, поделен со бројот на публикации од претходните 2 години во едно научно списание. Или напросто кажано, импакт факторот на одредено списание, ако сакаме да го пресметаме за 2022 година, се пресметува како бројот на цитати за 2022 од научните трудови за претходните 2 години, 2020 и 2021, објавени во истото списание. Што значи, колку повеќе има цитати, толку ќе биде повисок импакт факторот. Тука ќе споменам искрено дека не е секогаш релевантен само импакт факторот, бидејќи кај општествените науки, реално списанијата се со помал импакт фактор, затоа што самата природа на нивната работа е таква, што не значи дека тие научници не вредат или дека нивните списанија не значат. Така што треба секогаш импакт факторот да се споредува само во одредена област. Така, да, убаво беше ова да го објасниме. Ајде малку да навлезаме во проблематиката, во суштината на научниот труд. Која проблематика е разработува? Ние како еден мултидисциплинарен тим од клиниката за неврохирургија, од Институтот за радиологија, исто така колегите од Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, работиме повеќе од 10 години на проблематиката на хеморагичниот мозочен удар, односно истражуваме параметри, најчесто тоа се биохемиски варијабли, радиолошки, клинички, кои што се поврзани со развој на мозочниот
едем. Тоа е отокот што се јавува после 4 до 5 дена од настанување на хеморагичниот мозочен удар и во последно време со прогноза на раниот интрахоспитален морталитет, односно со смртноста во првите 30 дена. Првите студии ни беа фокусирани на истражување на тумор некрозниот фактор алфа и глутаматот, каде што со тие резултати се представивме на неколку конгреси светски и исто така објавивме списание во други стручни во списанија, а последново истражување, резултат на последниот труд, резултат на нашето истражување од 2019 до 2021, каде што обработивме 73 пациенти со хеморагичен мозочен удар. Во предвид беа земени 19 инфламаторни маркери со фокус на интерлеукините 6 и 10 и маркери на оксидативен стрес. Во суштина изработивме математички формули со кои што врз база на тие параметри кои што ги мериме во првиот ден при настанување на мозочниот удар, се предвидува едемот кој што ќе се јави после 5 дена со одредена сензитивност на методата. Во овој случај добивме сензитивност од прилика 70%. И адекватно на тоа изработивме еден апликативен софтверски пакет, каде што со внесување на тие варијабли од страна на лекарот се генерира предвидениот едем и се јавува едно прикажуваме 3D моделирање графичко на едемот. Тоа беше во суштина научниот труд кој што ни беше прифатен во Brain Pathology. Ајде малку и за вашите претходни научни трудови од изминативе години. Исто така бевте добитници на повеќе меѓународни награди, второ место во Пула, Хрватска, награда за најдобар научен труд. Ке ве оставам да кажете околу исто наградувањата, бидејќи се доста важни и тие. Како што споменав со претходното истражување кое го работевме некаде од 2013 година, па натаму, изработивме два значајни научни трудови кои што ни беа објавени во медицинските списанија Journal of Neurosurgery и Polyjournal of Neurosurgery. И како резултат на тие истражувања, како што кажав, ги работевме тумор некрозниот фактор и глутаматот во предвидување на мозочниот едем и на смртноста кај пациентите со хеморагичен мозочен удар. Со тие истражувања се представивме на меѓународниот конгрес во Пула, Mind and Brain, во 2019 година, каде бевме добитници на втора награда на тој престижен конгрес. Така. И во истата година се представивме на меѓународниот европски неврохируршки самит во Крагуевац во Србија, каде што добив награда за најдобар млад неврохирург во истражувањата од областа на неврохирургијата од Сдруженијето на неврохирурзи на Србија и на Југоисточна Европа. Ќе кажам дека треба секој значи да се обработува една актуелна проблематика која што на некој начин ќе има и клиничка примена во секојдневната медицинска пракса. Така, познавајќи ја вашата скромност како доктор, верувам нема да ми забележите што ги поставив овие прашања за овие наградени трудови, да не испадне дека ве терам да се фалите, меѓутоа сакав само да ја доловиме суштината колку сите овие работи ја носат македонската медицина рамо до рамо со европската и со светската медицина. Ако се согласувате со секако, би кажал дека практично импакт факторот првичната негова намера, значи беше за да го индексира, да го квантифицира едно списание во неговата популаризација, за одредено списание да биде купувано од универзитетските библиотеки во светот. Так. Меѓутоа, со тек на времето, импакт факторот на списанието практично започна да представува и еден вид на маркер во рангирањето и на нашите универзитети, на нашите факултети. Така што практично овој придонес не е само како тим за нас, представува истовремено и придобивка и на нашиот универзитет Кирил Методи, на медицинскиот факултет Скопје и на нашата држава. Така што и од страна, сепак би кажал, и на државата особено треба да се посветува и повеќе внимание во поглед на развој на науката, бидејќи за да се објави одредено списание, се потребни средства за тие научни истражувања да се спроведат, се купуваат реагенси, треба скапи апаратури на кои што треба да се направат тие мерења и така да се тоа треба да биде поврзано. Така. Да. Што во моментов работите како мултидисциплинарен тим и кои се вашите идни планови, да кажеме за крај?
последно ги работиме последните статистички анализи од ова последно истражување во поглед на таа, како што ја споменав, рана интрахоспитална смртност кај пациентите со хеморагичен мозочен удар. И наскоро планираме тие резултати да ги пријавиме во друго списание кое што се надеваме дека ќе биде објавено во текот на оваа 2023 година. Поконкретно докажавме кои се критични концентрации на волуменот на едемот и на одредени биомаркери кои што се асоцирани со раниот морталитет кај пациентите со хеморагичен мозочен удар. Така. Докторе, благодарам за гостувањето, честитам уште еднаш за ова признание и се разбира уште повеќе да не радувате со вакви убави вести за нашата наука. Многу за поканата. Благодарам уште еднаш. Драги наши, беше тоа гостин во студиото, доцент доктор Владимир Рендевски, за овој убав повод, признание за највисоко рангиран научно-истражувачки труд од областа на медицината за 2022 година.